имаме чест денеска да имаме работна средба со Министерката за образование професор доктор Весна Јаневска, на која што дискутиравме од теми од областа на високото образование со фокус на подобрување на квалитетот на високото образование во светло на новите законски измени кои што се подготвуваат. Тоа е еден процес кој што верувам за сите е многу важен, а посебно за универзитетите и ќе ни овозможи навистина да ги постигнеме резултатите кои што општеството ги очекува од нас, односно да го подобриме и квалитетот на образование, но и сервисот на универзитетите кон општеството. Денес имав работна посета во Штип на Универзитетот Гоце Делчев и со големо задоволство можам да кажам дека со ректорот, градоначалникот, професорот и сите останати чинители кои се значајни за оваа работна посета имавме навистина конструктивен и плодотворен состанок. Разговаравме за подигање на квалитетот во високото образование, за трите нови закони кои се подготвуваат: Закон за високо образование, Закон за квалитет во високото образование и Закон за научно-истражувачка дејност, со цел да се усогласиме во некои значајни и битни елементи кои ќе продонесат за подигање на квалитетот на високото образование и за улогата на универзитетите во корист на општеството, се разбира преку одличната едукација на студентите. Дел од универзитетските професори и досега покажуваат одлични перформанси и јас се надевам дека и понатаму ќе продолжат. Она што оваа влада го направи е ги зголеми драстично платите на универзитетските професори и од мои лични сознанија во комуникација со нив, тие со тоа се задоволни. Тоа е еден дел од мотивацијата, но другиот дел од мотивацијата ќе бидат и критериумите во новиот Закон за високо образование, каде што целиот академски кадар ќе има точно прецизирани критериуми за избор. Тие ќе мора да ги исполнат тие критериуми за да бидат избрани во повисоко звање. Бараме од универзитетските професори да прават истражувања и да не само да ги спроведат, туку и да ги објават во релевантни списанија светски признати со фактор на влијание. Третиот и најзначаен дел е тоа што оваа влада почна да финансира научни истражувања, односно ние минатата година имавме повик за 45 научно-истражувачки проекти кои универзитетите и јавните институти ги добија и тие се во тек и тие ќе придонесат за понатамошен развој на науката. Апелирам да бидат вклучени и студентите, бидејќи тие се иднината на оваа земја, но и до универзитетите како организации да се малку реорганизираат, да спроведат формирање на стартапи, на хабови и се разбира врв на целата наша заложба за развој на науката е проектот кој го водиме како влада за формирање на првиот научно-технолошки парк во Македонија.